Вселенскиот брод Земја, надворешни планети. Земја, нашиот вселенски брод, добредојдовте на едногодишно патување околу Сонцето. Денес сме тука, за 7 недели ќе стигнеме во точката на Долгоденица, која го означува почетокот на летото на 21 јуни. Секој 2 години ние го пристигнуваме Марс затоа што Земјата е побрза во својата орбита од својот сосед. Нас не треба околу 2 месеци да го престигнеме. Наредните недели ќе го посетиме далечниот Нептун. Изгледа како Нептун да го менува правецот и да се движи наназад во однос на звездената позадина. 30 пати е подалеку од Сонцето отколку ние и може да се види само со телескоп. Нептун спаѓа во големите планети во Сончевиот систем и јамката е само одраз на земјиното движење околу Сонцето. Од април до октомври Земјата го поминува тој пат со 107.000 км на час. Нептун е 5 пати побавен и делува како да оди наназад. Нептун е гасовит џин. 60 пати е поголем од Земјата. Земјата кружи околу Сонцето многу побрзо од Нептун, на кого му требаат 165 години за една орбита. За вашиот живот Нептун ќе помине само половина од орбитата. За година дена Земјата ќе направи цел круг, а Нептун само 2 степена од својата орбита. Ќе го видиме скоро на истото место како и вчера. Надворешните планети позади Марс кружат многу бавно. На Уран му треба 80 години за да го заобиколи Сонцето. На Сатурн му треба 30, а на Јупитер 12 години. Секој месец месечината ни помага да го воочиме Јупитер, бидејќи секоја четврта недела се наоѓа во линија со него. За време на таа средба го гледаме осветлениот Јупитер покрај месечината. Јупитер е најголемата планета во Сончевиот систем. Го обкружуваат 16 сателити, низ двоглед можат да се видат 4, се движат толку брзо што секоја ноќ ја менуваат положбата. Понекогаш Јупитер се крие позади Сонцето. На џиновската планета и треба 12 години за да го заобиколи Сонцето. За година дена Земјата ќе направи цел круг, а Јупитер само 12 дел од својата орбита. Кога Јупитер ќе зајде позади Сонцето, тоа е поради движењето на Земјата. Месечината кружи околу Земјата во текот на месец дена и доаѓа во линија со Јупитер. Тие се во ист правец, но меѓусебно се многу оддалечени. Месечината нас ни е блиску, а Јупитер 2000 пати подалеку. Месечината и Јупитер во текот на средбата се гледаат еден до друг. Следејќи ја месечината, можете да го воочите Јупитер, понекогаш е видлив рано наутро. Спашловците мораат да се стрпат. Пар месеци покасно, кога ќе можат да го видат Јупитер навечер. Како и Сатурн, и Јупитер ни е познат од давнина. Астрономите уште пред телескопот го истражувале Сончевиот систем. Уран, Нептун и Плутон, останатите надворешни планети, откриени се многу подоцна. Тие се движат во своите орбити многу бавно, така да е тешко да се разликуваат од звездите. Уран е гасовит џин и е 20 пати подалеку од Сонцето во однос на нас и ја заокружува орбитата за 80 години. Урановата оска е практично положена на орбитата. Секогаш е насочена во ист правец и се чини дека Уран се тркала по орбитата како топка. Понекогаш се движи напред, а понекогаш наназад. Уран се завртува околу својата оска за 17 часови. Би требало да има 8,5 часови ден и 8,5 часови ноќ, но не е така. Поради својата необично наваленост, половината од Уран секогаш е на сончевата страна при движењето по орбитата, а другата во мрак.
Една година на Уран трае околу 84 земски години, а тоа е 42 години на Сонце, 42 во мрак, долг ден и долга ноќ. Плутон е најдалеку од сите надворешни планети. Тоа е најмалата планета која е помала и од нашата месечина. Плутон има сателит Харон, кој е напола помало од него. Овие две тела се многу блиски и образуваат двојна планета. Плутон е со орбита повеќе навалена од другите. Освен тоа, таа орбита е толку ексцентрична што ја сече Нептуновата. Во 1978 година Плутон ја пресекол Нептуновата орбита и почнал да се движи внатре во неа, како што гледате на екранот. До крајот на векот Плутон останал да биде поблиску до Сонцето од Нептун. Плутон во 2000 година повторно ја пресекол Нептуновата орбита и повторно стана најоддалечената планета. Може ли Нептун и Плутон некогаш да се судрат? Не може, бидејќи иако орбитите им се сечат, двете планети никогаш не се сретнуваат. Патувањата им се неверојатно ускладени. Ги откривме Нептуновите прстени додека поминуваше пред звездите. Погледнете ја звездата малку пред поминувањето на Нептун. Два пати исчезнува пред и после поминувањето на Нептун. Тоа е сигурен знак дека постојат прстени. Неколку години подоцна, Voyager 2 помина покрај Нептун и го сними. Добивме доказ дека прстените навистина постојат. Друго летало покажа дека и Јупитер има прстени, но толку тенки што не може да се видат од Земјата. Кога Галилеј го видел Сатурн, помислил дека има две месечини. Денес Сатурновите прстени ни се добро видливи. Астрономите почнуваат да откриваат планети околу другите звезди. Тие планети се поголемина колку Джиновскиот Јупитер. Можеме да претпоставиме дека доколку некој гледа во нашето Сонце, со огромна оддалеченост може да го примети само Јупитер, а Земјата, која е многу поблиску до Сонцето, останува невидливо.